Символично поливање на лозјата со вино и ракија за богат род и молба за заштита од град и суша. И покрај дождот кој врнеше, лозарите и годинава го направија адетот. Го закроија лозјата во чест на христијанскиот празник Свети Трифун, кој според верувањата е заштитник на лозовите насади и земјиштето што се обработува. Благословаме Господа дава здравје и среќа. Берекет. Па Господ нека проштева, ако некој грешил, нека ни биде опростено и за многу години нека ни е празнико. Кажете ми, каква беше оваа година според вас лозарите? Родна ли беше? Па може да речам прилично добро беше. Па се надаме да биде уште подобро. Добро, што значи добро? Може ли да ми кажете за приносот нешто? Па за приносот, знае се, вика ако е родна годината ќе биде богата, ако не е родна нема да биде богата. Тоа е најбитното. Битното е и од времени услови. Ако се времените услови добри, ќе биде добра и годината. Лозарите рекоа дека 2019 поминала со средно богат род на грозјето, но сепак се задоволни, заради тоа што барем не измрзнаа лозовите насади, како што беше случај со 2017 година, кога заради мразот беше многу слабо. Сепак во 2020 очекуваат да нема големи штети на лозовите насади и да има богат род. На закриувањето на лозјата присуствуваа верници и гости, лозари и овоштари од Кочани. По традиционалното закројување присутните се почестија со богата трпеза и наздравија со чашка ракија и вино. Традиционалниот собир на закројување продолжи со песна до доцните попладневни часови.